Секој од нас лежи покрај своја витезда, чека, се надева и не може да стане. Секој од нас има некаков хендикеп, некаква слабост од која сака да се ослободи. Физички недостаток, финансиски проблеми, болест, разрушени односи. И тие се видливите нешта кои ги гледаме и заради кои страдаме. Но она што тешко го забележуваме е дека низ годините на тагата и осаменост, годините на неуспех, сме се помириле со својот грев и со својата безнадежност. И токму во таква состојба доаѓа Христос, застанува пред нас и не прашува: дали сакаш да оздравиш? Дали сакаш да застанеш на нозе? Како и човекот покрај бањата витезда, и нашиот одговор ќе открие што има во нашето срце. Која е нашата духовна состојба, односно нивото на нашиот внатрешен хендикеп. И најчесто ние велиме: немам човек да ми помогне, немам врски, немам знаење, немам пари, немам. Но Христос не прашува тоа. Не прашува дали можеме, дали имаме, дали знаеме. Тој не прашува дали сакаме. Тој ни вика: јас сум човекот, јас сум Бого човекот кој ти го чекаш, јас сум врската која тебе ти треба. Но мора да разбереш дека си врзан и телесно и душевно. Од двете треба да те ослободам. Затоа стани и направи промена. Ама како да станам кога сум неподвижен? Стани и почни. Благодатта е веќе во тебе. Направи чекор и Господ ќе ти помогне. Зашто најголемата трагедија не е човек да лежи во својата немоќ, туку да се навикне и да нема веќе ни желба да стане.